Почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, почитувани вработени во општина Росума. Решение да се кои на 7-та седница на Советот на општина Росума. За работа на оваа седница, согласно пристигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 6 од деловникот на Советот на општина Росума, го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од државната седница на ден 5.3.2018 година. Точка 1/1. Предлог годишна сметка на буџет на општина Росума за 2017 година. Точка 1/2. Предлог одлука во однос на поднесени барања за одобрување на финансиски средства за физички лица. Втора точка. Предлог годишна сметка на Општинското основно училиште Пере Тошев Росума за 2017 година. Предлог годишна сметка на детската градинка Праскичка општина Росума 2017 година. Четврта точка. Предлог одлука за измена на распоред на средства на буџет на општина Росума за 2018 година. Пета точка. Предлог извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност, одржана на седница на ден 5.3.2018 година. Пета точка /1. Предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеност на подрачјето на општина Росума од сите ризици и опасности. Дали има некои дополнување на дневниот ред? Поволи господин Блага. Јас имам дополнување на дневниот ред со две точки, и тоа како прва точка разрешување на актуелниот председател на Совет и втора точка именување, избор и именување на нов председател на Совет. Со тоа што другите точки да се повлечат редоследно на надоле. Друг предлог него да не има? За да продолжиме со работа, да видиме дали се слагате со вака предложениот дневен ред, со овие промени за гласање, да одиме по ред или не го прифаќаме предлогот на влака. Кој е за? 4 за, 5 за. Значи, тогаш одиме за втората точка, избор на председател на Советот на општина Росума. Кој има предлог за овој закон? Јас се предлагам Маријонка Пешевска. Точка по точка утврди го дневниот ред, како? Значи, првиот и вториот предлог да ги нагласени, значи вториот беше за избор на председател, за така точка. И сега цел дневен ред е на гласање. Значи, оставаме тогаш целиот дневен ред на гласање, како што е по точка, како што ги предложи, само се вместуваат напред, што предложи Блага. Точка 1, отвикување на председателот на Советот на општина Росума. Точка 2, избор на нов председател на Советот и надлаци од предлозите како што се поред. Кој е за таква дневен ред? Кој е за вака дневен ред? 5 за. Значи, Събираш. Точка 1. Точка 1. Отвикување на председател. Разрешување на председател. Дали некој бара збор за оваа точка? Никој. Втора точка, значи, на првата точка да даваме гласање за разрешување.
Кој е за разрешувањето? 5 за. Значи, втора точка на предлог. Избор на Тоест ја немам председател, сега да ще фактиш. Сега вода най-стария член е. Да, Значи продължиш като най-стар член. Говори сте го простудирали. Слушай, много блага цитира, вика, недоследно, вика, да се премества точките, вика. Добре, свича работа. Повторувањето е майка знае. Така, вика, ако не знаеш како, вика, копирај. Копи паст. Да, втора точка. Значи, втора точка, одиме со втората точка. Избор на нов председател на Советот на општина Росуна. Најпет на 10 минути, се извинувам, 10 минути пауза, мал се пред да могу да се за консултација. Не некој да предложи, така Е предложено, Не е предложено, како предложено сега? Дневниот беше утврден, ви предлагате. Ще ви рече така, наистина, да стави ред и не дозволува сите да се меша, значи води ја седница. Одиме со втората точка, избор на нов председател на Советот на општина Росуна. Дали некој има предлог за... Ајде, дето. Јас се предлагам Марионка Печевска. Дали некој друг има предлог за председател на Советот? Пошто нема никој друг предлог, ја ставам на усвојување. Кој е за Марионка Печевска да биде председател на Советот? 5 за. Констатирам дека избран нов председател на Советот. Му честитам на председателот на изборот и посакувам многу среќа во понатамошната работа. А на тие што пишуваат дека се многу патриоти, дека многу да се сакаат партијата, му посакувам и многу среќа за тоа што му дадоа директна поддршка на СДС, а во обртно беше СДС ми дадоа поддршка на мене. Таа што они се патриоти и успеа да си ги вработат нивните најблиски затоа што се патриоти големи. И нема уште многу да кажам, ќе се напишат они сами на Facebook и они нивните сопруги, така да мислам дека председателот може да си ја заземе позицијата и да ја води седницата понатаму. Ви благодарам. Околу изборот само. Почитувани дами и господа, значи веќе е очигледна оваа политика која се води во општина Росуман веќе 9 години. Не случајно ВМРО ДПМН владее во Росуман 9 години, благодарение на поддршката на членови од СДСМ за нивно владење. Сега, како реципроцитет на сево ова, значи продолжува таа игра. Така да, овие два политички субјекти, не знам колкава е нивната сериозност околу ваквата игра и околу она што му го прават на жителите на општина Росуман, се со цел поединечно да си ги задоволат своите лични интереси. Сметам, граѓаните ќе го увидат ова мое укажување и за воиднина ќе размислат дали ќе поддржат некој од едната или од другата политичка страна, со оглед на тоа дека повеќето ми наликуваат на некои егоистични типчиња кои си мислат само за себе, при тоа запоставајќи ги интересите на општина Росуман. Сметам дека во иднина нивното избирање околу изборот за нови, односно ќе бараат нов политички субјект, значи нека се огледуваат да ги отфрлат овие личности, односно овие политички партии и при тоа да најдат една нова опција која што навистина ќе мисли за нив, а не за лично богатење и приоритет. Благодарам. Еве
најпрво да ви се заблагодарам на довербата. Значи, Ацо е познат по неговите ораторски вештини. Атанас, извинувам. Атанас е познат по неговите ораторски вештини. Многу да зборам, малку да кажам, а бидејќи сме во цајтно со времето, многу време се изгуби за непотребни работи и се дигна прашина околу ништо, да пуштиме времето да покаже дали се одлуките погрешни или исправни. Затоа, потоа, јас предлагам да продолжиме со дневниот ред. А граѓаните се тие што ќе одлучат дали одлуката е исправна или не е исправна, без оглед на тоа какво е вашето мислење. Минатиот пат беше многу подруг во излагањата господин Атанас, сега се скроз подруги излагањата, значи јас стварно веќе не можам да одредам точната твоја насока, на лево, десно, средина, центар, горе, доле. На тоа, крајно десно во ред, тоа е твоја одлука, значи да оставиме граѓаните и времето да го кажат своето. Уште еднаш ви се заблагодарувам на довербата и предлагам да продолжиме со работа на Советот, ако сте согласни. Може да продолжиме? Ставам на усвојување записникот од одржаната 6-та седница на Советот на општина Росомон, одржана на ден 26.2.2018 година. Имате дневниот ред, имате записникот пред вас. Молам, дали некој бара збор? Отварам претрес по оваа точка, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, записникот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека Советот едногласно го усвои записникот од одржаната 6-та седница на Советот на општина Росомон. Трета точка на дневниот ред за оваа седница е предлог извештај на Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 5.3.2018 година. Отворам расправа во однос на оваа точка. Го молам председателот на комисијата да изрази со свој став. Председател ми добар ли си? Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници. Најпрво, пред да почнам со извештајот, да му се заблагодарам на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Редно беше да го признаат поразот во Росомон, па и општо во државава, и така да паднат на колена, да дојде ред да предложат наш кандидат за председавач на Совет. Очигледно дека се поразени до крај. Голема благодарност, ние како СДСМ не успеавме со нашите коалиции да се договориме да биде наш председавачот, па затоа една голема благодарност до нив што успеа да смогнат сили, да го признаат поразот и да стават еден наш председавач, како што личи на овој совет. Благодарам многу, за овој ќе ви вратиме. А сега го имаме извештајот на Комисијата за финансии. На седницата на комисијата присуствуваа 5 члена на комисијата и раководителот на одделението за финансиски прашања. На дневен ред за оваа седница на комисијата беа утврдени 2 точки во однос на кои комисијата расправаше согласно нејзината надлежност и во однос на кои своите ставови и предлози го доставува до Советот на општина Росомон на понатамошна постапка. Во однос на првата точка од дневниот ред, разгледување на годишна сметка на буџетот на општина Росомон за 2017 година, комисијата ја разгледа доставената годишна сметка во однос на позициите од приходниот и расходниот дел, анализирајќи ги детално ставките во годишните сметки, а за кои што појаснување даде раководителот на одделението за финансиски прашања и со 5 гласа за предлага Советот на општина Росомон да ја донесе годишната сметка на буџетот на општина Росомон за 2017 година, формирана како што е предложена, односно доставена до Советот, а во однос на сомневањата за констатираните неправилности во материјално-финансиското работење, предлага Советот да донесе заклучок со кој се бара Државниот завод за ревизија да изврши ревизија на финансиските сметки во општината согласно член 72 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија и да ја стави општина Росомон во програмата за ревизија за 2018 година.
Втора точка. Во однос на втората точка од дневниот ред, разгледување на барањето број 09.73/1 од 2.2.2018 година, поднесено од страна од Народно движење за Македонија, со кое се бара исплата на средства за надомесно трошоци со локалните избори 2017 година, Комисијата зазеде став едногласно со која предлага Советот да донесе одлука за исплата на износ од 4.800 денари за освоени 320 гласа на листата на Совет на Општина Росуван. Комисијата предлага Советот на Општина Росуван да го усвои овој извештај во целост. Благодарам. Благодарам на председател на Комисија за финансии и буџет. Да ли некој друг разговор? Зашто? Отвораш претрес по точката, така? Отворам претрес по точката од финансии, од извештајот од Комисијата за финансии. Не извештајот по точката. Точката? Годишната сметка. Така. И тргна работата на критика. Почитувани дами и господа, завршна сметка за 2017. Континуитет. Значи, пак ќе повторам, континуитет на желбите и навиките на трошење на паричните средства, луксузно, ненаменски и во некаков вид на трансфери со нејасна цел. Потрошена, односно потрошени суми на пари према правни субјекти, и пак ќе кажам, нели и тоа и минатата година и пред минатата го кажував, за некакво одржување, бидејќи тоа е содржано во самата завршна сметка, за некако тековно одржување, енормни суми на средства за одржување на улично осветлување, енормни суми за горива и масла и одржување на моторни возила, средства за репрезентација, енормни суми потрошени парични средства за прехранбени производи од трговски дуќани без претходно распишана потреба од јавна набавка за таква потреба, средства за патни трошоци без соодветна документација за покритие, сума на пари према некои добавувачи од типот за одржување, како што кажував и изминативе години, на ова, за одржување на она и сосема нејасни трошоци. И повторувам и оваа година, и за оваа завршна сметка, дека поголемиот дел од исплатените фактури, запамтете, вие што го поддржувавте СДСМ, односно СДСМ вам, дека се фиктивни, односно за појаснување на жителите на општина Росоман, што значи фиктивно? Фиктивно, преколку неколку примери, за да запамтите и вие и граѓаните. Пример број 1. Исплаќање на парични средства по доставени фактури на градежна фирма, односно на градежна фирма за градежни работи кои воопшто не се изведени. Пример број 2. Исплаќање на парични средства по доставени фактури за извршен надзор на градежни активности од градежна фирма кои воопшто не се реализирани. Пример број 3. Исплаќање на парични средства по доставени фактури за извршени работи во врска со јавно осветлување без работен налог, односно без извршени работни активности. И ај сега полуфиктивни, ќе ви кажам, следниве се исплатени на полуфиктивни фактури, исплаќање на парични средства за патни трошоци, покриени со фискални сметки за Red Bull пијалоци, за милки и дорини чоколади, најквалитетни влажни марамчиња, Орбит мастики, виски пијалоци или прилепени фискални сметки вадени од кантите за отпадоци на продавниците за ваков вид на производи. Пример број 5. Исплаќање на парични средства по доставени фактури за прехранбени продукти за на викендици и за домашна употреба. За домашни фасади, за намештај во сопствени куќи и станови и така натаму, и така натаму. Еден заклучок да направиме едно резиме. Исплаќање за суми на парични средства за фиктивни фактури во насока. Натиги, ти плаќам за неизвршена работа, па врати ми ги оти не изврши никаква работа, за лично да се збогатам. Ова лично богатење може секој граѓанин на општина Росоман да го чуе и виде. Сигурно парите не се од лозието. Ова
ова претходно што беше поддршката на ВМРО ДПМН е се со цел да се спасат, односно да го прикријат ваквото нивно воработење во изминатиот период. И за тоа сега почна да се подлизуваат и да вршат, значи да дават поддршка се со цел да не му се покрене активност. Меѓутоа и во самиот извештај на Комисијата за финансии беше посочено дека констатирани се низа неправилности. И врз основа на тоа побарано е приоритет во 2018 година да биде општина Росома за вршење на ревизија на материјално-финансиското работење. И тоа така не го зборував, ако тука пред мене не ги имам, значи и работните картици, колкави суми на пари, пример према оваа градежна фирма 922.037 денари, ајде да не ја именуваме, тука е МБМ архитекти за овој надзор, значи некои цели 5.000 евра потрошени пари, а човекот сигурно, значи, штом потпишувал со изјавата што е на овдека може да го изцитирам и ова дека е констатирана неправилност во претходното работење. Значи вели ексградоначалникот на Росома и градежна фирма ја оштетиле општината за $500,000 денари. Ама само ова е едно од тие $500,000, уште колку милиони натаму ќе се најдат ќе биде, значи време ќе го, односно ревизорот ќе го констатира. Против поранешниот, за појаснување на граѓаните го цитирам ова, против поранешниот градоначалник на општина Росома Стојан Челазов е поднесена кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување затоа што на градежна фирма и исплатил фактура за градежни работи, иако знаел дека истите не биле изведени, велат од полицијата. И како трето обвине доле, значи, вика одговорното лице на МБМ архитекти Дојел Скопје при стручен технички надзор на горе наведената активност ја потврдила изведбата на описот на работите во градежната книга и градежниот дневник и изготвила извештај за работите што воопшто не биле изведени, господа, воопшто. Затоа зборувам дека пола од општината од фактурите се вакви, како овдека што е констатирано од полицијата. И да продолжиме понатаму, значи се е подкрепено со работни картици, значи колку пари, МБМ архитекти, значи реков околу 5.000 евра. Да не зборуваме за фирмата за јавно осветлување овдека од цели 300, се извинувам, 382.285 денари, значи не знам, уште во стартот овака како што беше кажано дека оваа година се почна односно овие први месеци дека се почна со многу ниски трошоци, ќе се запрашам дали воопшто тие изведиле некоја активност претходно, а ги земале овие пари луѓе. Тука е и лицето на кого секој месец му се исплаќани, значи, парични средства за патни трошоци, значи трошоци поврзани со патување, иако за таа намена, значи, постојат значи конта за јавната администрација, конта за градоначалникот, конто за советот, покрај тоа, значи, овие успеале, значи, без да му ги исплаќат лично на човекот, па потоа за да му ги земат и за да може да си приуштуваат значи, такви луксузи. Таквиот луксус, за ова претходно што го зборев, за трошоците поврзани со патување, е една, јас ке речам дури бланко, еден бланко платен налог за службено патување, кој потпишал Стојан Челазов, градоначалник, меѓутоа не ми гледа на патен налог, бидејќи патниот налог треба точно да ги содржи сите потребни работи овдека. Тој се оставил, значи напишал Стојан Челазов, ставил подпис, меѓутоа нити наведил релација каде одел, што одел, како нити пак извештај од извршената работа од патувањето дента, што е направил, за која потреба ги потрошил. И тука си прилепил, значи, една фискална сметка на патниот налог, кој што, тоа може, ако сакате и камерата да го фати, овде си пишува Red Bull, значи, 3-4 пута 100 денари, Airways Extreme 2-3 пута 25 денари, ова и не можем да го прочитам, нешто ново може да е да, ова може се влажните марамчиња. Fisher Nance, што е добро, ментол, нешта, ментол во бомбони било, значи да, 3-4 по 40 денари, дори на чоколади 5-6 по 100, колку се позна? Да, по 120 денари бе дори на скапи, мајко.
Еве, можете да видите сметката прилепена на патниот налог. Ова е патен налог, а ова е фискалната сметка, само да исправам во правилна форма да биде, и фискалната сметка прилепена смешно дури. Значи, потенцирам, иако завршната сметка наложува да се усвои, ние тоа и во како заклучок на Комисијата за финансии го дадовме, дека ќе ја поддржиме сметката многу, ја го задолжуваме општинската администрација и градоначалникот да направат напори за што, да влезе приоритет Росуман во 2018 за ревизија на материјално-финансиското работење, се со цел благовремено и навремено да ги откриеме сите овие низа неправилности што ги спомнав овдека. Благодарам. Пред нас е завршна сметка на буџетот 2017 година. Ние како советници на советничка група СДСМ никогаш не го поддржавме вака расипничкото трошење на буџетот во претходниот мандат на градоначалникот. Сега тој не е тука да го брани ова зашто е потрошено и како. Не е фер многу да напаѓаме без негово присуство, но јас на една седница него му кажа, и тоа него многу лесно му одеше да го набаѓа претходниот градоначалник и да кажува дека тој украде ова, тој украде она. И во една прилика јас му рекол, господине градоначалниче, смирите се и вие сега сте добарот кој ќе си заминете, ќе излезат и вашите сметки на виделина и тоа еве го сега се остварува и се случи. Ќе ми беше мило да беше и тој присутен овде и да го види ова, или кога ќе го гледа ова што сега се презентира од говорници, да размисли малце како претходно го напаѓал претходниот градоначалник. Иако тој со судски постапки не успеа да докаже дека нешто фали и украл претходниот градоначалник од СДСМ, уште не заминат од фотелјата во општина Росован, почнаа да стасуваат неговите кривични пријави и мислам дека тој подлабоко ќе заглави од претходниот. Не подлабоко, него долгуша е заглавен. Овде имаме трошено пари на сметки договорени во 4 очи 35.000. Значи, без никакви тендери, без никакво распишување се договорал и сите сметки се натаманети точно 35.000 денари. Браво за математиката на градоначалникот, што успеал да ги симне на толку ниски сметки изведувачите на работа. Во врска со тие подпорни ѕидови што сега ќе ги гледаме, а ги нема на патот за Сирково, јас го опоменав градоначалникот исто еднаш, му реков, немојте со подпорни ѕидови, зашто тие коштаат колку кинескиот ѕид. Во Сирково се изгради еден таков кинески ѕид, потрошивме кој знае колку вреќи цименто, и песок, и цигли, а ѕидот е долг само 10 метри. Истото се случи сега и во Рибарци, имаме изграден ЗИД, за да ја спасиме куќата на некој си човек таму што се ја подкопале, а сега тој ЗИД е завршен само исправени цигли, никаква потпора не е направена на куќата, никакво дополнување на тој ископан ров до ЗИДот и парите се исплатени за тие такви ѕидишта што се ѕидани низ општина Росуман. Во врска со патувањата имало посети и во владата, имало посети и по домаќинства. Колега Атанас, мислам со чоколадите и со нешто се одело кај што имало мали деца, не знам во владата дали таму оделе советниците, тие работниците со децата сигурно оделе, па кој ќе одиде градоначалникот поскоро да влезе ќе му подели на децата чоколада и такви работи. За нафта е потрошено 300.000 денари, господа. Со тие 300.000 денари автомобилот на општината требало да помине 100.000 километри. А тој има 130.000 километри поминато за 5 години. Од каде истекла нафтата во Пасатот, не знам. Не ми е јасно. Ова е само за нафта. Имаме исплати за патарини.
Имаме исплати за делови за одржување на тој автомобил. Автомобилот е само 5 години, нема работилница кај што немаме исплатено сметка за одржување, за автоделови. Сумите се трошени без милост. Ниеден капитален објект не е изграден од овие суми на општина. Се е тоа финансирано од државата. Останатите пари што биле на општината сладко се потрошени за јадење и за пиење по дуќаните. Нема дуќан што не се офајдил во општина Росуман и околните општини. Маркети, мали продавнички, локални продавнички, сите се посетени со некои суми од 15-20 илјади денари. Цело време не дававме поддршка на овој буџет, а сега ќе мораме да го гласаме, нажалост. Мораме да гласаме да помине оваа завршна сметка, иако против неизе има кривични постапки веќе за трошење на овие пари. Ние сме условени тоа да мораме да го гласаме, прибидејќи ако не ја изгласаме оваа завршна сметка, знаеме дека следува распуштање на Советот на општина Росуман, а со самото распуштање на Советот знаеме што оди понатаму со поставките, имаме избор на нов Совет, нови избори, така да тоа ќе трае многу долго, општината ќе трпи големи последици. За да не се случи ова, ние се договоривме да дадеме една поддршка, да ја поминеме оваа завршна сметка, а комисијата што треба да изврши ревизија, да си ја тера работата и мислам дека треба да поддржиме да помине оваа сметка, па оставаме на ревизијата да докаже кој трошил и како трошил. Благодарам. Благодарам, Јовица. Дали што некој друг разговор? Добре, данес. Почитувани, со оглед дека се работи на завршна сметка за 2017 година, баш би сакал да чујам лично мислење и од членовите на коалицијата за ВМРО, односно за Подобра Македонија, и од председавачот на Советот, или пак со нивното ќутење во целост ќе го поддржат криминалот кој што го направил претходниот градоначалник. Благодарам. Почитувани медиуми, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, заради тоа што лично бев повикан, заради тоа што доаѓам од советничката група на ВМРО ДПМН и ја представувам таа партија, сум представувал и ќе ја представувам во догледно време. Нашата политичка партија ВМРО ДПМН е конструктивна партија каде што знае да ги почитува институциите и правото во државата. Само да кажам дека сум член во Комисијата за финанси и уште еднаш кажувам и пред оваа говорница дека дадов зелено светло да институциите на државата да си почнат со нивните ревизорски работи. Некои колеги советници овде излагајќи ги, тоест додворувајќи му се на жителите на општина Росуман, каде што од совет во совет ги менуваат своите ставови. На еден совет кажуваат едно, на другиот совет кажуваат друго. Немаат јасни ставови. Имаат променливи цели. Цели од личен интерес. Морам да кажам, ние, иако колегите советници, не ги именувам од која политичка партија, се обидуваат на неколку начини да упатуваат на вредови зборови кон нас, кон ВМРО ДПМН. Критички. Дека ВМРО ДПМН е кочницата во државата. Но само да потсетам дека и на првата конститутивна седница, и на втората, ВМРО ДПМН даде зелено светло да за буџетот на општина Росуман, за проектите што ги има насочено централната власт кон општина Росуман. Иако еден колега советник, ќе се препознае од овој говор, тврдеше дека ВМРО ДПМН ќе го кочи буџетот. Не, ВМРО ДПМН му даде поддршка на буџетот за да оваа општина оде напред. Дали се крадело или не се крадело
во времето на владењето на ВМРО ДПМН, тоа ќе си го кажат институциите. Така се мисли за обществото. Дали се потрошило нафта или не се потрошило нафта, тоа исто така ќе си го кажат ревизорските куќи. Но ние гласаме за буџет и за проекти. Но еве, во изминативе 4 години, 4 месеци, по-сериозни проекти за нашата општина се уште немаме видено, граѓаните се уште не можеа да препознаат некои си ветувања од локалните избори. Ќе се навратам малку наназад, колегата советник Јовица Стошич кажа благодарност до политичката партија на ВМРО ДПМН за тоа што поддржала советник од СДС за председавач на советот. Не го прифаќам, не ја прифаќам неговата благодарност заради тоа што они не гласаа за нивниот колега советник. Така да гласа и они да гласа едногласно, че ја прифатав благодарноста, но сега не ја прифаќам благодарноста. Тоа морам да го кажам. Така да уште еднаш кажувам дека ВМРО ДПМН има јасни цели, ставови и стои на тие ставови. И ги бранел и че ги брани. Само да кажам, доколку колегите советници имаат толку желба да има ревизија во општина Росман, брза ревизија, иако кажа правното лице на локална самоуправа Росман дека општина Росман за 2018 не е влезена во таа ревизијска мисија, каде што има 5-6 општини, Росман фактички се префала за 2019 или можеби за 2020 година. Да, јасно да има, но ние како ВМРО ДПМН нема да гласаме против она што сме го работеле во изминативе 8 години. Така да, доколку сакате, колеги советници, да имате поскора ревизија, не го гласате. Не ја гласате завршната сметка за 2017 година. Че се распушти советот, че му се исполни желбата на Атанас, на мојот... Председаваш што ќе правите после. Че му се исполни... Одма ја себе, одма не го гласам. Ве молам сега, кога имаш излагање, никогаш не ти префрламе. Без такви упаѓања во збор. Значи, еве фасто стојам на ставот дека нема да гласам за завршната сметка. Да. Така да, граѓаните на општина Росман за овие 4 месеци препознаа кој има јасни ставови, а кој има променливи ставови. И дај Боже да има наскоро избори, дај Боже, и за овие 4 месеци мислам дека веќе знаат за кого треба да гласат. Благодарам. Благодарам, Иванчо. Бидејќи јас бев повикана, морам да ставам да дадам образложение. Значи, Атанас, се извинувам, Атанас, ако нешто не ти е јасно во врска со мојот избор, тоа можеме да го расчистиме на други начини, други места, да не губиме време во Советот. Како прво, и јас сум член на Комисијата за финансии и буџет. Тоа добро го знаеш. Значи, јасно и гласно ставот на комисијата беше кажан на седницата, дека ние не сме тие што треба да препроверувам или не. Ние донесовме заклучок дека неправилности во работењето на претходниот градоначалник постоат. Ние тие неправилности ги утврдивме. Председателот на комисија јасно и гласно ги изнесе пред сите нас тука. Нема никаква корис ако сега ние 9 советници еден по еден се редиме тука и кажуваме за нафта толку, за пари, за пат толку, за чоколади, за... Значи, јасна е ситуацијата. Сите го имаме предлог завршната сметка од буџетот. Комисијата за зеде став, сите сме сложни во комисијата дека треба да се побара ревизија на работењето на претходниот состав и претходниот градоначалник. Тука е многу чиста ситуацијата. Значи, јас уште еднаш ќе те замолам јавно, пред цела јавност и пред сите колеги советници, и пред градоначалникот, и пред медиумите, и пред сите, да не упаѓаш во збор на советник кога разговара. Кога ќе заврши советникот, ќе те молам, тогаш побаре збор, слободно ќе добиеш збор. Секој има право на глас, меѓутоа да бидеме конструктивни, да бидеме парламентарни, да бидеме демократи. Ако сме демократи. Ако мислиме ние да се кошкаме, не паѓам јас на такви ситни провокации. Само тоа можам да го кажам. Може би е за тебе болно, јас не се осеќам ниту предавник, не се осеќам ниту виновна за нешто
за прво не знам за шо. Не знам за шо такви навреди упаѓаш на моја адреса. Значи, тие такви работи да ги тргнеме од Советот, имаме многу попаметна работа. Значи, имаме да решаваме за буџетот на училиштето, имаме време треба да решаваме за буџетот на градинката, имаме многу побитни работи него твоите комплекси да ги исправаме пред граѓаните тука. А граѓаните се тие што донесат конечна одлука кој колку вреде и како вреде во овој Совет. Толку имам да кажам, благодарам. Почитувана советничке, значи јас лично како личност немам ништо против вас. Имам против председавачот на Советот, односно против вашите задкулисни игри кои што ги играте. Едно не свативте дека вие сте избрана за граѓаните. Јас немам намера да земам една инка и по улиците да земам и да викам и да му кажувам на луѓето за ваквите пропусти и аномалии кои се направени и кои се ставени овдека во завршната сметка. Затоа всушност ја плаќаме и ова почитувана телевизија овдека, за да му ги презентираме на граѓаните, значи, аномалиите и пропустите кои се направени. Ако вие лично си гледате за вашите интереси, како што гледам овдека, дека така си мислите, јас така не мислам. И затоа јавно го презентирам ова пред граѓаните. Значи, така че работаме и во иднина, немам намера, значи, да си ги земам документчињата и дома, ја ке си ги листам, и ја ке си изборувам сам со себе. Немам потреба. Се прашувам колку и општо имате познавање од проблематиката овдека што е пред очима. Па затоа може и не станувате да зборувате. Ако не, да му предложам на градоначалникот, организирате едно советување, една едукација малку. Значи не е, мислам, потребно е тоа. Вака нови советници кои што, или не советници, постари кои што не се едуцирани, да знаат. Ти му даваш еден куп харти, ондека човек го си изгубил, прво не знае кај да чепни да листи, камо ли да ти гледа ставки, поставки, што ти ја знам и таму програми, таму Радко што ги пишува Ј, О, Ј, З, М, З, таму и така натаму и така натаму. Абе луѓе, овдека треба да се изберат советници кои што разбираат, бе. Некои што си гледат личните интереси, дали имал пари, немал пари, би ги скусувале средства, не би се скусувале. Пора или те бива или не те бива, ако не те бива, овој си дома. Граѓаните сакат да му презентираш, оти тој нема, него не му ги пративме овие книги, харти овде, кои да сите граѓани нека му праќаме, овде купови, треба топови харти да донесат. Затоа, во интерес на граѓаните, значи секогаш со оваква дискусија, односно со исцрпна анализа предходна, значи ќе му ги презентирам работите. Тие не знаат дека овдека Red Bull се пиело, се гоштевало и луксузи се правеле со виски и други работи. И не знаат дека овака се, ако не е ова телевизија, нема да знаат дека и тие поддршка му даваат на сето тоа, па и му плускаат уште. И утре вечерва ќе го викнат дома, да му елаборираат што направиле, како направиле денеска, за да му даде насоки за следниот совет како да работат. Почитувани, бидете самостојни и бидете внимателни кон оние што ви избрале. Затоа што ако еднаш граѓаните грешат, нема да грешат по втор пат. Бидете уверени во тоа. Благодарам. Потполно се слагам со колегата Атанас. Оваа говорница е за советниците да излезат на говорница и да му укажат на граѓаните што се случува во општина Росун. Потполно не се слагам со председателот на Советот дека тоа ќе го реши некоја комисија. Да, комисијата ќе го реши, но мора сите да знаат за што се решава во ова општина. Затоа сега не критикуваат дека ништо не се работиле, прибидејќи градоначалникот не излегува како претходниот градоначалник и по пола саат или 1 саат да користи говорниците и да се фалиме направив ова, направив она. И затоа граѓаните мислат дека ништо не е направено во општина Росуман. Ако ние само побараме да се изврши ревизија на потрошените пари во општина Росуман, граѓаните не знаат за што се потрошени парите. Мораме да му презентираме на граѓаните. Нашите седници ќе траат ако треба до сабајле овде, господи. Не може ние да дојдеме во 3 минути да ја завршиме седницата и да си одиме дома. Како што рече колегата, ливчињата да си ги ставиме под маса, ние знаеме за што е изедено и испиено, граѓаните не мора да знаат и следниот пат ќе ги повикаме да гласаат за нас. Зашто да гласаат за нас? Значи, нас не става тука да взимаме плата и ние треба да му кажеме нивните пари каде и како се трошат.
Не може некој расипнички да се однесува со парите на граѓаните, а никој тоа да не го знае, фактички изгледа дека ние тоа го скриваме од нив. Го поддржуваме таквиот принцип. Се што е истрошено настрана од предвидено треба да се каже на говорница и граѓаните да знаат. И нема што да криеме. Вие сте ново и не знаете во претходниот мандат. Да. Не може да ме прекинувате сега, како да завршам? Ќе завршам кој... Потполно си го право, продолжи па ќе кажам. Да. Ние во претходниот мандат борба водевме со претходниот градоначалник за овие работи. И ние можевме да си ќутиме. Ние гајле, граѓаните нека не знаат, тој нека троши. И негова смена ќе направиме кога? После 100 години, кога ќе отидеш во пензија. Колегата Иванче не наваѓа нас, но видни проекти направени. Еве го проектот, погледайте низ џамот. Ќе ве молам камерата свртите ја кон тениското игралиште. Да видите колку деца има таму. Изградивме ние. Па ви доставив тука слики, видовте асфалтирани улици и по гумењето таму. Се удавија луѓето сега во вода таму. Асфалтот го нема, трава има никнато таму. Потпорен зид немате на патот, не можат две коли да се разминат. Тоа го рачунате вие за проекти, изградени работи. Бе поарно една работа да изградиме, да личи на изградено, отколку само да шлакаме таму и да гледаме како да ги украдиме парите. И не е градење одговорница ако градоначалникот претходно зборуваше по 1 сат и ние ќе се успиеме тука него ни слушаме што зборува, тој кажува приказки, покажува. Ако малку само се осврнавте да го слушате, вие ќе видите дека он колку ве лажеше вас. И вие бевте убедени во него дека тој гради. Погледајте, прошетете ни селото да видите колку е изградено. Благодарам. Благодарам, независимо. Значи, да разјасниме една работа. Ускратено правото на дискусија и на коментари. Ќе ве молам да го земиме завршниот буџет, точка по точка, продавница по продавница, сметка по сметка, да го разгледаме детално, пред камера, сите граѓани да бидат запознати со ситуацијата во општината каква и што е, тек после да бареме ние ревизија од ревизорските куќи. Бидејќи, сега, јас тука не гледам ништо конструктивно во коментарите на Атанас, затоа што кај него најверојатно сега, Ацо, морам да се Атанас, извини, морам да се послужам со твојот начин на говорење. Значи, најверојатно ти не можеш да преболиш таа тема, затоа што на овој место застана само, замисли Марионка, вчера дојде во Советот. Не сум јас ниту глупа, ниту неедуцирана, ниту неписмена, да разбериме. Значи правиме муабет за точката. Бев повикана за тоа што не дозволи, не ми упаѓај во збор. Чете молам, не ми упаѓај во збор, не ти упаѓај во збор. Значи прво заборави на тие упаѓање на збор било кој да зборуваат со советниците. И ако некој нема нешто да каже, не значи дека тие не знае да каже или едноставно може би планирал исто да го каже што ти си го кажал. Која корист ако излезам да го повторам истото? Или еве Пенчо, или Джими, или Горан. Небитно. Значи да не се вртиме во место. Неправилности во работењето на претходниот градоначалник постојат. Јасно е. Јасно и гласно ние на сите нас тука. Сите сме согласни. Еве, не кажувам јас дали ти треба да излезеш или не. Те молам дозволите да завршам со мене. Зошто ми упаѓаш во збор? Значи сакам да завршам завршната реченица да си ја кажам. И имам право да ја кажам завршната реченица. Значи, ако има некој да дискутира во врска со точката, говорницата е негова. А не да ми кажува тука дали сум јас прв мандат, втор, трет, пет мандат. Не вредат ни мандати, ни дипломи, ако некој нема нешто човечко во него. Толку имам да кажам. Повели Јованче. Јованче сега ви пред те извинја данас. Нека полека се истоши, немој. Заради тоа што бев повикан од колегата, почитуваниот колега Јовица Стошич, само да кажам дека, уште еднаш кажувам дека ние како ВМРО-ДПМН сме кооперативни и гласаме секогаш за проекти и за буџет и за нацрт буџет. Разликата помеѓу ВМРО и СДСМ е тоа што вие во претходниот совет, заедно со вашиот колега советник Атанас Стојанов и со мојот, секогаш гласавте или против, или воздржано. Дали се работеше тоа за нацрт буџет,
дали се работеше тоа за предлог буџет, дали се работеше за некој проект, ама баш ништо не придонесовте вие учество во минатиот совет. За разлика од вас, во овие 4 месеци, ВМРО не гласа против буџетот на општина Ропсуман. Ако распоредувате проекти, лошо изградени, па посочете и некој добро изграден проект. Го посочивте, може би, ево, Киксе игралиштето. И јас не го признавам игралиштето. Ама кажете дека има и детска градина. Кажете дека има и спортска сала. Кажете дека има и повеќе наменско игралиште. Кажете дека има пат до твоето село, село Сирково. Кажете дека има улично осветлување, дека има тротоари. Има пат пропаднал, цвечни израснале. Да, има можност за санација, имаме ставки во буџетот, санирање на автопати, на патишта. Значи го распоредувате лошо и кажете правим неколку добри работи. Што направил претходниот градоначалник. И како зачин на сето тоа, ние како советници од ВМРО-ДПМН и градоначалникот од ВМРО-ДПМН остави сметка, буџет 2 милиона денара финанси во буџетот. Ако не е така, нека ме демантира постоечкиот градоначалник. За разлика од тоа што минатите 8 години затекнавме длабоки дупки со големи дупки, финансиски дупки. Значи, кога споредуваш, спореди добри и лоши. Благодаря. Добро, може би беше 1 милион и 708 остајност. Без информација не ти беше. Почитуван колега, благодарам на тоа е за мене комплимент што го кажа дека или да гласа воздржан или гласа против. Па не можам да гласам за криминали, човече. Не можам да гласам и пари да ми дадеш. Не можам да гласам. Значи, тоа беше мојот став, мојот однесување. И никош во идни на криминал. И ако сегашниот градоначалник, ако покуша, значи на такво нешто, исто така, ќе го критикувам, нема да гласам, нема да му и поддржувам неговите активности. Значи, ќе го поддржам она кое што сметам дека е во интерес на граѓаните и во интерес на она за што сме избрани одека. За разлика од тоа, вие го аминувавте ова. Амин му дадовте. Како ќе се погледнете со граѓаните, кога за година-две ќе испадне едно дело, ќе заврши, значи, сега, еве, тргнавме во предистражна постапка, веќе имаме основни сомненија, односно обвинителството веќе има. Како ќе се појавите пред граѓаните? Гласавте за цело време. Не бе видов веднаш против да изгласате. Се прашувам колку пари ви има дадено и вам од тие пари што ги зема он. Сигурно и вам ви има дадено. Ја мислам дека и на останатите си ги делевте, сигурно таму можда. Да. Па и го каде може да отидат овие пари? Ја не знам каде. Сте гласале за. Зошто ќе гласам за кога не е добро? Да се доврзам на претходното излагање на председавач на Советот. Лечење на комплекси. Ми беше спомнато, па дојде овдека култура на однесување. Или кодекс на однесување на советниците овдека, ќе ми кажува приказка. Прво, нели како да кажам, прво надградете се себе си, па надградувајте ги другите. Човекот се учи додека е жив, учете луѓе, учете затоа што ви е потребно, инаку ќе ве манипулираат како што досега ве манипулира луѓе. Надградете се за да не можат да имајте своје его, излегувајте со своји ставови. Немојте со претходно подготвен рефрен да испаднете овдека. Базирајте се врз основа на материјалите кои ги добивате. И вика, не случајно истражното новинарство добива приоритет. Затоа што тие новинари флегуваат сегде и не се жалаат себе си. А вие овдека седнати, чекате тоа паушалче да ви дојде или некој после делба да си направите таму од земените пари
и да кренете гласа. Абе тие главата в торба ја стават истражните новинари и не се плашат. Па тие не се како нас. Не се егоисти. Затоа ви кажувам да размислите уште еднаш. Значи не е грешка човек ако греши еднаш. Грешка ако постојано греши. Немој да грешите постојано, бидете своји на своето. Значи насоката ја насочив малку поопширно, меѓутоа беше во контекст на точката. Бев повикан и јас, очигледно со колегата сме на иста линија и морам и јас да излезам, не можам да издржам од место, а да не направам една реплика. Точно, како што кажа и колегата, ние бевме против цело време или воздржани да пофалба да направиме за уличното осветлување. Колега, погледајте го уличното осветлување, колку не коштало нас. Да, квалитетно. И ние сме гласале за тоа улично осветлување. Сигурно, ни еден проект не сме го спореле. Гарантирам да ги вратиме снимките, дека за изградба на патот за Сиркова сме гласале едногласно. Да. За изградба на патот во Гумењата, да. За се. Ние не се слагаме со тоа како се потрошени и колку се потрошени таму средства. Против ни еден проект не сме биле против. Бевме против. Против изградба на што? Бевме против колку пари се потрошени за тоа. Колку не кошта нас тој пат таму, колку не кошта тоа осветлување, колку не кошта тоа игралиште, колку не кошта тие подпорни зидови на тој пат што го имаме за Сирков. Не е спорно, го имаме, но многу пари се потрошени. Можело да имаме 2 ленти, 3 ленти да бидат, а не една. За тоа сме против. А вие цело време викате не поддржуваме. Не поддржуваме ненаменско трошење на средствата и не може да гласа. И како што рече колегата, без разлика што сме од иста партија со градоначалникот, ако истите постапки ги тера и тој како претходниот, и јас сум тој што ќе гласам против сега, бе господ. Не сме ние научени да гласаме за нешто што не е изградено, а потрошени парите и да го аминуваме тука да помине. Нема шанси тоа така да биде. И вие ќе гласате за буџетот, ако буџетот е представен реално, ако имаме предвидено ставки таму каде што стварно нешто ќе се изгради за Росован, ќе го поддржиме. Не може да гласа. Вас ви стана некоја навика и од претходниот, мораме само заврати се настрана, крени 2 прста, па дали депендисува или не, ми е гај. За се што е добро, ќе гласаме за се што не е добро и сега ќе гласаме против. Ние сме избрани од граѓаните да работиме за граѓаните, а не за градоначалникот. Благодарам. Грешка ме толкуват, само можам да кажам. Значи еден човек или една институција е успешна доколку ги почитува другите институции и другите професии од секоја област. Значи јас ја почитувам институцијата Ревизорска куќа на Република Македонија и целосно имам доверба во неа да направи ревизија и да направи исход од таа ревизија. И тоа може би 2019 ќе каже дека има криминал, нема криминал. Само така ќе бидеме успешни ако веруваме на институциите во државата. Ако ние не веруваме во институциите во државата, се е џабе. Нема да се испирам повеќе со тебе. Само ќе ти кажам еден проект што гласаше против и другите нема да ги коментирам за резервоарот за вода. Бевте против. Повеќе не земам збора, иако имам контрарепот. Благодарам. Калинка се јава, Калинка градоначалникот е. За резерварот за вода не бевме против, господине, бевме против за таа шахтата таму златната, за златниот вентил. За златниот вентил и за шахтата 10.000 евра се потрошени за таа една шахта 2 на 2 што е таму направена. И таа го ќе се испитат, ќе ја видиш тука. Не сум бил против базенто за изград. Гарантирам дека не сум бил против.
А дека треба да и веруваш на ревизијата, ако и таму се промени нешто, треба да и веруваш. Ако останат предходните ваши да вршат ревизија, па ти доби еден ревизорски налог тука за изградба на патот за Манастирец, господин градоначалникот ти го фрли пред тебе да видиш што е изградено на патот за Манастирец, беше се исправно и парите што беа потрошени. Дали доби ти од ревизорот документи, господин? Ме интересира дали добивте документи. Знаеш дека исто Дали му веруваш ти на ревизорот што ти ги достави тие документи за таму на запатот за Манастирец? И ако истиот ревизор и сега направи градоначалникот ќе биде почист, какво верување ако не настанат промени? Откога ќе настанат промени дамо, тогаш може да веруваме на некоја ревизија. И иначе досега беше каша попара. Дошол ревизорот, не видел таму дека само еден камион песок е истурен, 20.000 евра потрошени и никому ништо. Сега ќе оградиме патот, ајде ќе видиме што ќе искористиме од преткадната изградба таму. Ревизорот утврдил дека е ставен тампон, дека е околчено, дека сето тоа не беше наведено дека е окей. Трасиран пат. Ајде да видиме сега колку ќе не кошта патот за тие работи пак. И ќе веруваме на кого да веруваме? Дали некој друг разговор? Бидејќи никој не бара разбор, го затвора претресот однес на првата точка од дневниот ред за изгубање на годишната сметка на буџетот на општина Росима за 2017 година. Истиот го ставам на гласање. Ве молам кој е за? Не. И Пенчо не е тука. Еве јас ќе бидам против. Да докажам дека и понатаму криминалот не го поддржувам. Атанас, испади на говорници, да те замолија најтранспарентно. Како? Испади на говорници, да не одместа. Цела точка. Цела точка, да. Изгласали Не е тука, да, изгласава. Стефан гласа за, Пенчо не е тука. Пенчо не е тука, Атанас не гласаш. А како не гласа? Ти го довечи? Да, сега да, после Како не сум гласал? отказ преку ЕВК, значи 8. Значи треба да прашаш кој е за. За, еден против. Почитуван председателе. Те Јас прашаш прашам кој е за, само кој е за. кој е против, кој е воздржан. Ама ако ми дозволиш, Ацо, значи да Ама, продолжам, ќе затоа кажам. дека ја не секам сега телевизија, па во друга конотација. Значи, потрека ако ти што ме оставиш користиш. јас да водам седницата, јас ќе Работете го како кажам што само треба, ти има трчаш деловник пред за мене. работа и терете си. Има деловник и она по деловник го Да, знам. тераш. Реков кој е за, констатирав дека Пенчо не е тука. И не остави да продолжам поратаму да прашам кој е против. Значи, стварно веќе не гледам катере некој кодекс на понашање без обзира на тоа што Зошто пак. кодекс констатирајте со 7 гласа за Констатирам со усвоење? 7 гласа за и 1 против. Ете така кажа. Советот на општина Росоман го усвои буџетот за 2017. Завршната сметка. Завршната сметка за 2017. Фала на исправката. Повели Иванче. Значи, ако зборуваме за кодекс на однесување, ќе го замолам колегата Атанас Стојанов, пред да земе да збори, да ги испадне на говорници, да ги каже своите ставови. Нема да биде спречен. Тука колку сакаме, толку излегуваме на говорници. Од место до фрлување, да нема да личи ова на една институција Совет на општина Росима. И доколку има едукации за почитување, од различни области, и јас ще заедно за Атанас. Благодарам. Благодарам. Значи, одиме на следната точка од дневниот ред. Предлог одлука во однос на поднесено барање за одобрување на финансиски средства за правно лице. Од членот на председателот на комисија за финансиски прашања. Имаме насоки во однос на втората точка од дневниот ред, разгледување на барањето број 09/73/1 од 2.2.2018 година, поднесено од страна на Народно движење за Македонија, со кое се бара исплата на средства за надомест на трошоци за локалните избори 2017 година, со кој комисијата зазеде едногласно став и предлага Советот да донесе одлука за исплата на износ од 4.800 денари за освоени 320 гласа за листа на Совет на општина Росима. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Повелјата нас.
Почитувани, сакам да потенцирам овдека со оглед на тоа дека во јануари месец Народно движење се трансформира, односно се ребрендира во политичка партија Единствена Македонија. Сметам дека нема да се направи грешка при начинот на исплата, значи средствата треба да се исплатат на Народно движење онака како што е наведено и во барањето на Народно движење. Значи тоа сакам да потенцирам. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, точка да ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за. Следна точка од дневниот ред е предлог годишна сметка на Општинско основно училиште Пере Тошев Росован за 2017 година. Материјалите ги имате сите. Дали некој бара збор? Отварам претрес по оваа точка од дневниот ред. Бидејќи никој не бара збор, затварам претрес и точка да ставам на гласање. Кој е за? Да дигне рака. 8 гласа за. Наредна точка од дневниот ред. Предлог годишна сметка на јавна општинска установа детска градинка Праскичка, општина Росован за 2017 година. Истите материјали ги имате и од детската градинка. Се надевам дека ги разгледавте. Отварам претрес по оваа точка. Дали некој бара збор? Бидејќи... Олека, не брзај. Не брзај. Ја не сум... Почитуваме председателен совет, ќе ве молам со оглед на обемниот материјал кој што го имаме. Значи, да не брзаме, се со цел, значи да можеме, не можеме да се снајдеме сега, еден куп хартија, или пак правите по 2-3 седници во текот на месецот. Еве сега во моментов како да се снајдам, значи треба да стоам овде и камера да ме слика, че да овој се експонира. Значи сакав да гледам нема сметководител овдека или општината ги работи овие. Ајде до директорот. Во приходниот дел имате одредена сума на пари. Зборувам за сметка 787. Значи 7610 16 203 0787 15. Значи, обично одат приходи па расходи, овдека расходи па приходи. Прво че трошиме парите, па после че избираме. Тука пише такси и надоместоци, се мисли, зборам за надоместоци, значи 1.067 денари. Во предходната година, односно сега имате 1.126.551 денар. Значи во билансот на приходи и расходи. И кога сме кај ова, сметам дека во иста насока сме и ciljeме на исто што се овие средства. Сметам, сакам да ми образложите, значи, колкава е наплатата на овие надоместоци во процент, дали има неисплатени средства за оваа намена, и ако има неисплатени, ќе ме молам да ме сослушате ако сакате. Ќе ме молам ако сакате да ме сослушате. И доколку има неподмирени, значи, обврски на одредени, значи кои се тие и зошто не се подмирени, или во насока, доколку во некоја друга насока со некои други показатели да ме образложите, значи конкретно за ова работа. Благодарам. Значи месечно родителите плаќаат 1490. Неподмирени сметки има и доставиме опомени, сега веќе се при крај со плаќање, имаме проблем со неколку социјални случаи, мислам дека ќе се реши тоа.
Можеме одмесно, нели? Строго се работи ненаплатените сметки од таква категорија на луѓе или беа и претходно и други имаше кои што не беа платени? Имаше и други, али сега почнаа да плаќат од кога му пуштиме опомени, од кои ќе ги поменам, они плаќат секоја година, на таков принцип работат. Значи, првен опомени, кога ќе ги поменам писмено и почнуваат да плаќат, се исплаќат, па продолжуваат и сега еве му пуштиме последна опомена дека ако не ги исплата, дека ќе му бидат отпишани децата, дека нема веќе да му ги примеме. За кратко само да изразам, па ќе се... Почитувана со оглед на тоа дека кажавте дека и друга категорија на луѓе, значи имале неподмирени обврски, спрашувам зошто дошло до таква состојба со оглед на дека не претпоставувам дека нивните лични примања довеле до таква состојба тие да не плаќаат. Дали биле некој таргет на сметајќи дека ќе се изврши отпис, и како резултат на оваа друга категорија на граѓани, кои што јас сега сакам да ја споменам, што вие преземате како градинка со оглед на тоа дека имам дојава на одредена категорија на луѓе кои што се, нели, од типот на самохрана мајка, значи со поднесено барање до ден денеска управниот одбор, значи не ви е свикан и не е разгледано со тоа прашање и каков став имате, значи, околу оваа барање, дали сметате дека ваквото барање треба да биде прифатено и да се изврши отпис со оглед на тоа дека се работи за самохрана мајка и на тој принцип да биде и известена. Благодарам. Значи, точката беше дадена на управен одбор. Управниот одбор реши дека смета дека не е во негова надлежност да одлучува за такви барања. Зошто во законот не е одредено дека може да отпишува долгови на корисници. Доколку се решена, тоа треба да се реши од страна на централно ниво и да се заземе став дека самохраните родители ќе бидат ослободени, тука е друго. Али во законот и во статутот на градинката не пише дека управниот одбор може да одлучува за дали да бидат ослободени корисниците, да бидат или да не бидат ослободени од плаќање. Одлучува колку ќе плаќаат. Ако има создадено услови, дека ако смета дека градинката може да обезбеди подобри услови за децата, од таа сума, поголема сума, одлучува управниот одбор да плаќаат. Ако сметат дека има создадено услови во градинката подобри услови од некои услови, дека али за да му бидат отпишани долговите или да не бидат отпишани во законот и во статутот на градинката не пише дека одлучува управниот одбор. А точката ќе биде сега повторно пак на управен одбор, кога ќе свикаме, па пак нека се изјаснат управниот одбор. Со оглед дека немам целосна, нели, представа, односно заклучок, сметам дека општината во овој дел треба да се насочи во овој дел, значи во соработка со градинката, односно и всушност и тоа е значи целта на самите менаџери да знаат да менаџират во вакви ситуации, кога не се доведе во прашање работењето на детската градинка, значи не е ова символична сума на пари не да ја доведува градинката во состојба на неликвидност. Значи сметам дека и целта на менаџерот е тука во вакви постапки со оглед на тоа дека се работи, нели, за една осетлива категорија на граѓани да заземе став или во соработка со општината, односно градоначалникот, бидејќи е основач на институцијата детска градинка, да, нели, во корелација во соработка со директорот на установата да одредат одреден лимит на граѓани кои што или во дадена година таргет кои што, нели, ќе бидат ослободени од вакви плаќања се со цел да и тие деца на ова категорија на луѓе да се осеќаат, нели, како и останатите. Благодарам. Барем друг разговор. Затварам претресот по оваа точка и точката е ставам на гласање. Кој е за? Шеста точка
точка на дневниот ред е предлог одлука за измена на распоред на средствата на буџетот на општина Росова за 2018 година. Раководителот на одделението за финансиски граждани. Почитувани советници, почитувани градоначалник, почитувани медиуми. Одлуката не ја ставивме на Комисија за финанси и буџет, затоа директно ја ставаме на седницата и накратко ќе ви запознавам. Се работи за две ставки, т.е. камата на кредит, привремени вработување и отплата на главница. Се работи за кредитот што го земе за резерварот. Оваа година треба да платиме негде околу 600.000 денари. Затоа од ставка 482.130, т.е. подставка реконструкција на улици и патишта и автопати, намалуваме 790.000 денари. 530.000 плачаме за отплата на главница на долгорочни позајмици и 40.000 за камата на кредитот. Тука ставивме уште една подставка 427.110 привремени вработување. Како што знаете, и градоначалникот и предпрошлата седница, не памтам кога, кажа дека треба да се ангажира стручно лице, т.е. градежен инженер. Во буџетот во времени вработувања немаме средства, затоа предвидовме 220.000 денари и со тоа предлагам ова одлука да усвоиме, затоа што и добивме известување од Министерство за финансии во што пократок период да ги извршиме уплата за кредитот. Ви благодарам. Благодарам, Ратко. Да ли некој друг бар извод? Едно мало појаснување од раководителот. Во буџетот на што го донесовме во јануари, февруари, имавме ставка привремени вработување 427 привремени вработувања кои изнесуваше од 520.000 денари. Сега кога имаме вакви одлуки за измени, нели треба да стои целата сума 520 плюс 220. Тие си стојат, тие се буџетот. Додатни. И сега одзимаме од реконструкција на улици и патишта и автопати додаваме за плюс 220 за новото лице. Добро. И ќе го прашам градоначалникот. Дали во нашата општина локална самоуправа Росман има по систематизација вакво лице или ќе треба да се прави нова систематизација? Почитувани советници, мислејќи дека Јованче ти ова прашање, одговорот на ова прашање барем би требало да го знаеш, бидејќи оваа систематизација се случи во време на минатиот мандат, односно усвоена 2016 година. За жал, во направената систематизација нема предвидено работна позиција градежен инженер. Дополнително, мислејќи дека знаете дека со предвидената систематизација од 2016 година има предвидено 13 работни позиции, каде што главни предвидени позиции, односно за ангажирање на вработени, се бараат со средно земјоделско, средно гимназиско образование, еден дел се правни науки, еден дел сметководство, финансиски, економски науки. За жал, она најпотребното од доменот на градежен инженер, таква позиција, односно така нема. Ја имате, ако ја немате систематизацијата, можеме да ја поделиме, да видите
кои работни позиции се предвидени тука. Значи, во ниедно оделение нема предвидено работна позиција за градежен инженер, иако има оделение за ЛЕР, односно локален економски развој. Иначе се договоривме со инженерот од понеделник веќе да дојде на работа, да му обезбедиме тука услови, за да може да помага во извршувањето на функциите. Еве го доаѓа април, кога можеме конкретно одредени действија, односно активности да преземиме како од доменот на комуналните работи. Ние во буџетот имаме предвидено средства за вработување и ако тоа лице во систематизацијата стоеше као предвидено лице за урбанизам, тоа е градежен инженер, ќе распишевме оглас и ќе го директно работевме, мислам на конкурс, дали ќе биде он или друг, и тога немаше да бараме пренамена на средства. Сега, поради тоа, додека не ја согласиме систематизацијата со додатни да се фрли тоа лице, мораме да одиме со времено вработување. И за тоа се потребни овие средства. Не се потребни за да, преку агенција, за да можеме да го само ради тоа е направено. Да, не е предвидено во систематизацијата и мора да одиме во моментот со времени вработување, кога се створат услови со измени на систематизацијата, се распише оглас и нема да имаме додатни средства. Само уште едно појаснување, бидејќи во меѓувреме се случи промена во градинката. Готвачот си замина, општина Кросон мораше од сопствениот буџет, бидејќи се прекина финансирањето од Министерството за труд и социјална политика, дел од своите средства да ги пренамени за подмирување на трошоците за ангажираното лице на готвач. Значи, тоа се непредвидени пари потрошени, бидејќи финансирањето од Министерството за труд и социјална политика го прекина финансирањето. Целосен аспект кон техничките лица, градежни инженери, машински инженери. Сметам дека по мене треба вакво лице во општина Расуман, но и респект кон градоначалникот, што за ваква мала сума да најде таква дефицитарна струка во Република Македонија. Колку што сметам со дигитално 220.000 делено на 10 месеци не иде 22.000 на плата. Стварно е привилегија да имаш во општина, а да на такво лице, градежен инженер, кој што знаеме се помалку и помалку ги има во Република Македонија, за 22.000 денари. Оваа сума од 220.000 денари не е конечна. Се разбира дека не е конечна, бидејќи од понеделник го знаете, мисчи некој лицето кој ќе дојде. Од почеток ќе биде ангажирано 3 дена, бидејќи има и други негови активности, имено постдипломска магистарска работа, додека не ги заврши. Ова е привремено вработување, понатаму треба да направиме и промена или дополнување на систематизацијата за вработување. Тоа во наредните денови ќе го направиме, доколку ни дозволат измена и дополнување на систематизацијата, тоа ќе го решиме на поинаков начин. Значи, не се ова конечни суми за ангажирање на градежен инженер. Точно се слагам дека ова е непристојна сума која што е тука влезена, меѓутоа е тоа само за почеток. Почитувани, реков дека нема да поддржувам неконструктивна работа. Значи, не е добро, ајде да речем апсолутно, не е добро да примаме нешто, а претходно не сме подготвиле терен. Како да ги пуштиме луѓето да одат да играат во трња, а треба да играат фудбал. Што треба да го направиме терено? Што е терено?
Систематизацијата. Направите ја систематизацијата. Не може ова општина 50 души да работи. Само че работиме администрација. Значи реков, не гломазна администрација, ефикасна. Направите систематизација, тоа што ви е вишок. Значи ако нема кадар кој што е подобен овдека, се знае дека има други институции кои што нудат работа. Меѓутоа, ако ни треба, направите терен, направите систематизација и затоа предлагам ова одлука да се повлече од тука. Од тие индивидуални одлуки носеше и претходниот градоначалник. Земи го, вие подмишка и донеси го овдека. Не така. Значи се знае начинот на работа како. Ако не ти е подготвена систематизацијата, ќе си работиш по овој терк. И затоа ќе се залагаш што побрзо да дојдеш до она што треба да го направиш. Оти него вака се ќе се олабавиш ти, ми дојде овај секоја чест на поединецот кој што нели мора тамо деца да ги храни, да направиме исклучок, тоа е итна, значи тамо нема одлагање. Меѓутоа овдека па не функционирам и до вчера сега да не потенцирам вакви или такви лица. Сепак се работи за опште кој што мораме долгорочно да размислуваме. Значи, да, примање ефикасна администрација, тоа што е вишок нормално радење. Како сакаме сега и волкот сите и овците на број. Не може така. Јас предлагам, значи ова одлука да се повлече од дневен ред, кога ќе се створи систематизацијата, значи или по тогаш дали ја правиме, значи ребаланс на средства, односно не мора, значи или како тоа ќе го изведе раководител за финанси и да си одиме по легален пат. Јас сум против ова одлука, овака да се донесе како сега, значи. Тоа ме потсеќа на минатото, на претходниот, да. Благодарам. Ајде, јас ќе земам малку збор. Јас не се слагам со колегата Атанас, уопште, затоа што е дефицит на ваков кадар, не треба да се испушти ни ден. Затоа што ќе ни го зграбат одма. Поздравувам градоначалникот за потегот, че треба подхитно да му дадеме поддршката и да дојде од понеделник више на работа. Знаеме за кој лице се работи. Се работи за многу квалитетно лице. И не треба да се мислиме ни тука сега дали ќе биде вака или инака. Одлуките после ќе ги донесуваме. Ние да го донесеме тука, да биде тука и да работи тука. А потом донесеме и систематизација нова како налага законот така. Значи ова е едино нешто добро што е направено у последните 10 години, ево најдоброто направено. Да се донесе ваков човек. Значи без ваков човек општината не може да функционира. Нешто најдобро што е направено е ова направено. И мислам дека треба подхитно да дадем поддршка за се. Не, само да не ме сватат граѓаните погрешно. Значи, не сакам да ме сватат граѓаните погрешно, нити вие да ме сватите дека јас сум против лицето. Не, јас сум за запазување на регулативата, на правната регулатива. Значи, она му да се... Видите сега пак нели велиме го оптеретуваме буџетот. Треба да инвестираме, треба да градиме нешто друго. Луѓе, сега... Ама имаме квалитетни, да, ја ќе ја донесам мојата ќерка архитект, ќе ја донесам синот, ќе го донесам машински инженер, да ги трпете овде, значи и како тоа привремено, ќе измислиме привремено обработување за сите. Луѓе, дали немојте. Ова како кошница од пчели ќе збираме овдека 1000, треба да се направи начин прво ослободи се од нешто, па немојте. Утре сите ќе дојдат, сите на сметка, сите на платна сметка ќе дојдат овдека. А не сум против лицето, таман секој почит и респект кон тие таквите што завршуваат факултети, бидејќи ги има многу ретко кои се определуваат на такви факултети. Благодарам. Само да се разбереме една работа, ми се чини дека Атанас и тебе ти е јасно и на поголем дел тука од вас што сте биле советници, дека постапката за измена, дополнување или нова систематизација или како сакате крстијате, не е така едноставно и таа трае подолго време. Особено знаеме дека многу се заглавуваме во лабиринтите од правните законски обврски кои што треба ние да ги завршиме. Дали има друг разбор? Ако
никој не бара збор, го затварам претресот по оваа точка и точката става на гласење. Молам кој е за? 7 за, 2 против. Воздржани. Прашај, значи, ама како се јацо констативно? Одете како што треба се. Дали има воздржани? Значи, 2 воздржани, 7 за. оставаат се крив пет. Следна точка на дневниот ред. Предлог и извештај на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на ден 5.3.2018 година. Врз основа на член 44 од статутот на општина Росоман и член 110 и 128 од деловникот на Советот на општина Росоман, Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност од одржаната седница на ден 5.3.2018 година до Советот на општина Росоман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваат 3 члена на комисијата, а на дневен ред беше утврдена една точка, во однос на која комисијата расправаше и во однос на која својот став и предлогот го доставува до Советот на понатамошна постапка. Во однос на точката од дневниот ред, предлог одлука за ажурирање на процена на загрозеноста на подрачјето на општина Росоман од сите ризици и опасности по спроведената расправа, комисијата со 3 гласа за зазеде став со кој предлага Советот на општина Росоман да ја донесе предложената одлука и да го усвои извештајот во целост. Отварам расправа во врска со оваа точка, дали некој бара збор? Видите, че никој не бара збор, го затварам претресот и точка да ја ставам на гласење. Кој е за? Едногласно. Со ова е исцрпен дневниот ред на денешната седница.